Здраво, Македонија! Земја во која Бујар Османи си викнал тројца колеги од Европската Унија само за да потврдат дека е неспособен и не ги брани националните интереси. И сето тоа го сними во видео со срекна музика која сам си го објави на Facebook, за да гледате, слушате и да се радувате. На што? На ова. Посетата на високите гости со мандат на Европската Унија има за цел прво да каже дека Европската Унија стои позади овој договор. Знаеме дека Европската Унија стои зад овој договор. Бугарите се пресрекни поради тоа што успеа нивните барања да ги направат европски. Билатералните прашања да ги стават во европска рамка, бидејќи нашите преговарачи беа цврсти момци како тебе, Бујаре. И ти денес се радуваш со ова и со ова. Дека подобар договор не сме можеле да добиеме. Дека подобар договор не сме можеле да добиеме. Па и ова го тврдат бугарите, и ова го викаат бугарите. Подобар договор, амин. Сите барања им се прифатени и тие се пресрекни поради тоа. Бујар, абе на која земја си министер ти, бато? Во Бугарија може одма плата да добиеш. Мислам, ако веќе не добиваш ништо од таму. А сега, уште малку проповед. Дека никој не може да го менува тој договор. Односно, никој не може во иднина да ја менува преговарачката рамка. Така да, секое ветување на било кој, дека било когаш ќе може една запирка да сменат од преговарачката рамка, мислам дека тука сме за да им ги одземеме тие лажни аргументи, бидејќи нема да може. Никој. Преговарачката рамка се 10 Божји заповеди, исклесани на камен. Еве видео од моментот кога беше напишана преговарачката рамка. Од прилика тоа сака да го каже Бујар Османи. Нивните бугарски богови си ги исклесаа своите барања на европскиот камен и сега никој не може ова да го менува, ниту запирка не може да смени. Освен што реалноста е малку поинаква. Еве сцена од истиот филм 10 Божји заповеди, само реално ќе видиме кои се бугарско-европските фундаменталисти во Македонија и како тие се однесуваат. And they overlaid the image with pure gold. And Aaron fashioned it and smoothed it with the hammer. And the people sinned a great sin, for they had made that, and they did evil in the eyes of the Lord. And the people cried, the graven image hath brought us joy. And they worshipped the golden calf and sacrificed unto it. Here is your sacrifice! Оној на филмот кој го прави златното теле на кое му се клањаат луѓето е брат на Мојсеј, се вика Арон и лошо поминува во библиската приказна неговото златно теле. Ние немаме златни телиња денес, имаме само обични телиња кои ве мафтаат дека ќе дојде златен нов бог и ќе не позлати сите, само уште да ја направиме последната жртва, како во филмот што му ја фрлаат жената која може да ја наречеме и Македонија на тоа златно теле. На кое дередже спадна Македонија? Никој не може во иднина да ја менува преговарачката рамка. Така да, секое ветување на било кој, дека било когаш ќе може една запирка да сменат од преговарачката рамка, мислам дека тука сме за да им ги одземеме тие лажни аргументи, бидејќи нема да може. Сите сакаат да ја пригребат Македонија. Па не може. Ќе се бориме до последен човек, ама нема да може.
Ќе се бориме до последен човек, ама нема да може. Нема да може. Нема да може. Нема да може. Од нема да може никој да ја приграби Македонија, дојдовме до нема да може никој да ја промени преговарачката рамка, напишана со бугарско пенкало, исклесана во европски камен. Клањајте се на преговарачката рамка, смртници, вашите пророци, Таче, Бујар, Димитров, Заев и останатата банда ке се клањаат на нивните богови во Бугарија, Брисел и генерално секаде од каде доаѓа мотивација во ваше име и со ваша крв, односно со крвта на вашите предци. Затоа и ги викнаа трите наречници во Скопје да ја предвидат судбината на Македонија. Трите мудри министри за надворешни работи. Да почнеме со првиот, оној од Австрија. Знаете што се очекува, што се договара, нема да има нов договор. И сега дебатата треба да продолжи. Меѓутоа, немојте да кажете, очекувавме друго од посетата, бидејќи многу јасно кажуваме што можеме, а што не можеме да направиме. Ако Македонија не ги прифати уставните измени, се соочува со опасност да биде изолирана, посочи Шаленберг. Види, ќе ја изолирале оваа силна НАТО членка. Имало опасност од изолација ако не го промениме уставот пак. И ги прифатиме сите бугарски барања, како што ги прифатија Бујар и неговата екипа. Изолација, вели австриецот Шаленберг. Но ова е селективна изолација, бидејќи немаше изолација кога ЕВН им го продадовме на австриците. Немаше изолација и кога Соравија ја купија австрици и сега си тргуваат со внукот на Али Ахмети. Немаше изолација ни кога австрици го купија Новоматик, кој пак потоа ги купи казината во хотелот Мериот и во хотелот Фламинго во Гевгелија. Не сме изолирана земја и кога нивниот амбасадор ќе реагира за казината, ќе сугерира измени на закони да се случат или да не се случат, бранејќи го нивниот австријски интерес во Македонија. Но за се друго доаѓа изолација, ако не влезат бугарите во уставот. Тоа е врвниот приоритет на Австрија во моментов. Добро, тоа и неколку пакети со корнишони. Писмото на австрискиот амбасадор стигна до судскиот совет и до јавното обвинителство. Советот ќе ги проверува наводите за влијание врз суди, обвинители, извршители и нотари во случајот со фирмата на браточетката на Зоран Заев. Обвинителството пак постапува по 3 кривични пријави од австриската компанија, која не може да си го наплати долгот од 4 милиони евра од македонската фирма за корнишони во собственост на Емилија Заева. Не може да си го наплати долгот од 4 милиони евра од македонската фирма за корнишони. Ете, не се фрка криминалот, корупцијата, злоупотребите и искрадените стотици милиони, урнисаниот правосуден систем, немањето образовен систем, уништеното здравство. За нив не зборуваме. Ке зборуваме само и само дека мора бугарите да влезат во уставот и, добро, и корнишоните да ги платите или да ги вратите. Ако не, изолација за Македонија, освен за казината во Македонија. Тоа се подразбира. Одиме понатаму со вториот наречник, вториот мудрец кој доаѓа од Словачка. Но распишувањето на избори може да бидат контрапродуктивни во моментов, вели министрот Влаховски. Беше кажано веќе од нас дека ова е единствена можност, така што клучот лежи во зборот единствена, што значи дека тешко дека ќе се повтори, така што мислам дека треба да ја искористите и јас ова би го пренел на сите, и на власта, и на опозицијата, значи мора да го искористите овој момент. И ова е добра можност за такво нешто. Видиш, распишувањето избори ќе било контрапродуктивно. Замислете ова македонскиот амбасадор во Словачка да им каже дека не треба да прават избори, бидејќи тоа ќе било контрапродуктивно. Како тие ќе изреагира? Да повториме, министер за надворешни работи на Словачка има совети за избори во Македонија. Контрапродуктивно веројатно би било народот сам да си каже што сака да прави со државата. Еве може Словакот и Бујар нека седнат и нека се договорат, бидејќи да не заборавиме. Ова било единствена можност и тешко е дека ќе се повтори, барем така рече Словакот. Не се секирај Словаче, кај нас единствени можности како оваа се повторуваат на секој 2 до 3 години. Се дури има што да се раскурца во државата, ни се отвараат вакви добри единствени можности. Одиме со третиот и најискрениот наречник, министерот за надворешни работи на Чешка. Брисел нема гаранции дека и по завршувањето на уставните измени Македонија ќе биде заштитена од нови блокади. Јас ќе се обидам да направам се за да се спречат барања на билатерална основа, меѓутоа не постои начин како да се обезбеди осигурување, да некој да каже со сигурност дека така ќе биде.
how to have any kind of assurance in that, because that's the politics. That's how the world of politics works. But Тоа е политика, уште додаде на ова чехот. Така функционирал светот на политиката. Не постоеле гаранции дека нема да има нови блокади и после уставните измени. Ама сепак направете ги вие, бидејќи ние мислиме дека вие сте најглупите, ако не ќе бидете изолирани. Штета што македонската земја не ги изолираше Чешка и Словачка пред 1000 и кусур години, кога светите браќа Кирил и Методи отидоа да ги описменат. Додуша, чесите и словаците едно време беа и на наша страна, кога почнаа бугарите да здисуваат, но вештите способности на Бујар Османи придонесоа и тие да ја запеат европската песна минаха години. Се на се одлично ни оди. Уште само ова и одиме во Европската унија. Преко воде до слободе. На видеото кое го видовте, лево беше преспанскиот договор, десно беше бугарскиот договор, а на средина чистиот пат кон Европската унија. Водич на патот, цртнатиот од Бога, директно од Муртинските ниви, кој потоа го назначи шоферот таче да ја доврши работата. Ете, некои работи може да ги видиме само на филм. Дали тој филм ќе го гледаат нашиве соседи кои се презадоволни од развојот на настаните, зависи само од нас. Патем, прости ни Македонија што дојде на ова дередже, а ти, Боже, прости ни, ако мислиш дека напразно го спомнуваме твоето име. Сепак мислам дека и ти знаеш дека не сме ние кабает во оваа ситуација. Океј, при крај на овој воведен дел, регионалниот преглед на неизолирани земји не води во Косово, каде парламентот во рамки на врвните демократски процеси беше сцена на која што се случи ова. Ju lutem policia brenda kuvendit. Откако се замаваа, една пратеничка од групата на Албин Курти, Адријана Матоши, како на боксерски меч, зеде лист хартија и започна да шета во рингот, а на листот пишуваше втора рунда. Еј, дури на едно Косово е позабавно отколку кај нас. Тука не оттекоа со уставните измени и предобрата можност која ние слепите и глупите не ја гледаме и за малку ќе ја пропуштиме. Тоа е тоа, до следната рунда која ќе биде наскоро. А сега одиме на разговорот во студио. Вечерва со нас е Петар Богоевски од Македонски концерт. Самото тоа ви кажува дека ќе биде жестоко. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио вечерва. За втор пат ми гостува човекот кој секогаш има нешто интересно да каже и човекот кој што ќе го задржи вашето внимание до крајот на оваа емисија. Петар Богоевски од Македонски концерт. Добро вечер, добро дојде. Добро вечер и благодарам на покана. Вечно име, прво вака на патерица. Благодарам, здрави, живи и вие и гледачите и персонал во телевизијата. Ти Менденот си го дочека во специфични услови. Беше повикан во обвинителството. Ние одамна зборуваме дека треба повторно да седнеме вака пред камери и да зборуваме на многу теми, ама ова беше повод, не и причина. Пред некој ден те повикаа во обвинителство за говор на омраза, така е точно така, или дискриминација, пардон. Кон бугарите во Македонија, да посочиме од старт. Прво, не може да не се има предвид и да не се почитува верска определба на граѓани. И не може, пазете, то не е некој си празник кој никој не го знае, Петровден е еднаш во годината. И го знаеме сите. И мислам дека тоа е и намерно направено да бидам повикан токму во термин во 9-9,5 часот, кога е утринската литургија во МПЦ. Ја бев спречен како верник да си извршам своје основно
човеково право. Се треба ги тужи за дискриминирање по верска да, основа. не може да присуствувам јас на Петровденската на литургија, затоа што морав да обидам во обвинителство да објаснувам за мојот тежок криминал, сторен во услови на оваа земја во која нема криминал, нема ништо што работи ОЈО, па им остана уште мојот тежок криминал да го решат со дискриминација или не знам како го нарекуваат веќе и Говор на омраза или па не е говор на омраза, они повеќе се дискриминација по етничка основа, да. Се повикуваат на тоа дека се шири верска омраза и нетрпеливост. Па веројатно избугарените во Македонија ќе се прогласат за посебна религиозна група. Можно е за кратко време да се унапредат бугарските барања кон Македонија, па од бугарска група во уставот да се направи бугарска црква во Македонија. Па ќе биде можеби посебна верска група. Последнината гледам дека тенденција да се враќаме во 19 век, само па може да се случи и да се вратиме во милет систем. Само еден. Со нашиот стил на па види, патриаршијата има своји представници во Македонија, екзархијата да го се расшири малце вака да се формализира. Кога доаѓаше ова... Не мора да се согласи со мене во ред. Не мора да, меѓутоа кога доаѓаше оваа власт, на власт се сеќавам добро 2016 година, доаѓаше со приказна за прогресивизам и со интеграција во ЕУ. После толку долги години на власт, за жал, нели, на ова иста власт, после толку години, констатираме дека ние сме најдалеку од ЕУ што сме биле досега последниве 30 години. години. Кога прогресивните елементи ти се Зоран Заев и Стево Пендаровски, кај да бидеш? И најпрогресивното нешто до кое донеска дојдовме и Бујар Османи е влез во 19 век и во милет систем. Наместо во граѓанска држава, граѓански систем, европеизација и разни приказни. Треба Маријан Забрчанец да опали еден пост дека оваа власт овозможи и патување низ времето, како до сега не случено во светот, врвно достигнување на ги читав достигнувањата на власта и да ви кажам, веќе, иако сум политички лидер и сум човек кој треба сепак да зачува сериозност во комуникацијата со јавноста, особено преку телевизии, не може човек да не се насмее и да веќе представува хумор. Хумор е веќе ова се што се случува. Ќе дојдеме и до таму, него да останеме уште малце на оваа дискриминација, зашто те тужат, чисто да дадам контекст. Ти беше тужен, односно кај Комисијата за спречување и заштита на дискриминација. 10 пријави. Да. Јас сум имал 2. За волја на вистината, моите 2 беа отфрлени. Јас одговарав на нив и беа отфрлени, но и мене и тебе не пријавувале исти луѓе. Тоа беше на адвокатска куќа од Скопје, некој си Бурим Сарачин или се викаше човекот. Да не ме држи за збор, да не грешам душа. Но беше македонски албанец, кој што ги поднесуваше тие пријави во име на некоја си невладина организација, претпоставувам од македонци кои што се чувствуваат дека се имаат бугарска историја или бугарска етничка припадност, како и год да се вика тоа. Уште не знам со кој термин да се обратам за да не се чувствуваат навредени по тој основ, бидејќи по тој основ не сакам да ги навредам. За разлика од мене, моите случаи помина со отфрлање на пријавите, кај тебе сега последно тоа не беше случај. И ти доби едно решение од Комисијата за заштита и спречување на дискриминација, таму ја води Весна Бендевска, поранешната претеничка на СДСМ, дека треба или да ги повлечиш и да се извиниш содржините, ако не грешам, или се дава препорака за прекршочна постапка кривична. Кривична постапка веќе водат. Ти предпоставувам дека немаше намера да бришиш ништо или да се извинуваш на луѓето. И затоа си денес, затоа дојде до обвинителство. Само сакав да дадам контекст за 40 и нешто години, сега не прецизираме. И до сега во живот не ми се случува да повлечам пост. Или да се повлечам од став. Тоа секако не планирам да го направам на ниту наредниве 40. А планирам да истерам уште едно 40 и нешто во битката за Македонија и нешто. Така да тоа нема да го доживее Весна Бендевска и таа комисија,
било какво мое повлекување, извинување или промена на мои ставови по било кое политичко, национално, идеолошки било какво прашање. Ова има многу проблеми на оваа тема. Некои од нив се и формално правни и ќе повлечат реперкусии за Македонија. И за нив знам сигурно дека ќе зборуваме, но не сакам да го пропуштиме еден дел. Знаеш, мојот клучен проблем овде не е чувствата на бугарите или па ни на македонците. Клучниот проблем е слободата на говор. Бидејќи ова е обид за цензура. Тоа што се прави со помош на овие пријави до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. И ти јас сметам, Петар, дека имаш право да го кажеш твојот став. Имаат и комшиите право нека го кажат нивниот и после секоја држава треба да ги уредува нештата по друг основ. Ако има некои територијални претензии во својата реторика, тогаш нека биде санкциониран. Но ако ти цитираш став на Бугарската академија или на Норвешката академија дека норвежаните биле шпанци по потекло или биле хуни или татари норвежаните, тоа не за мене не сме да биде предмет на државна санкција. Тоа сакав само да го истакнам. Јас би започнал од правниот основ за воспоставување на бугарска цензура врз македонската мисла, говор и перо. Запис. Така е. Тоа е вториот записник, меѓудржавен, помеѓу македонската и бугарската влада, подпишан од министрите Бугар Османов и Генчова, мислам дека беше. Мислиш на протоколот втор? Протоколот. Во него официјално македонската влада се согласи. И тоа, замислете, стана и услов за влез во Европска Унија, согласно францускиот предлог. Тоа значи дека ние задутре, која ќе зборуваме со ЕУ, која е ова шизофренија, која ќе зборуваме со ЕУ за интеграција во ЕУ, на нас услов ќе ни биде бугарска цензура. Замислете која е лудило. Во тој протокол се воспостави или се обиде да се воспостави пракса, која гледаме веќе во пракса, и денеска ќе правиме еден кейс стади преку Петар Богоевски кейс, нели? И пошто во правото западно така оди по преседанки по примери на луѓе. Да. Кога веќе се практикува она кое се воспостави со тој протокол. Тоа значи дека македонската влада и бугарската влада соработуваат зад камерите, зад сцената, зад јавноста, на воспоставување на цензура во Македонија, во обид да ги задоволат бугарските потреби од намалување на наводна си омраза кон Бугарија и бугарите. Се малце е смешен мојот случај, бидејќи јас пред само една година важев за прв бугарофил и промотор на македонско-бугарско пријателство. Сега, од кога они се обидуваат да воспостават цензура на слободата, на мислата, говорот и записот, они сега од бугарофилов најдоа најголем навредувач на бугарите. За што станува збор? Станува збор за, како вика нашите стари, го боли вистината. Во моментот кога јас ќе кажам вистината, по некое прашање, тогаш вистината станува предмет на цензура, односно вистината е нешто кое те навредува. Едно од тие прашања беше за Илинденското восстание, чинам дека и за тоа беше да, имам во меѓу другото Комисијата за дискриминација, ќе дојдеме до тоа. Добро, на крајот. Али би сакал сега да го кажам правниот основ. Слободно. И тие, мислам дека ова емисија за тоа и прекрасна е. Може има простор баш онака да се образува целосно. Слободно, повеќе фала. Они сега го воспоставуваат тоа во пракса и преку Бујар Османи си нашле некој си албанец од Чаир, етнички албанец адвокат, кој си ги штанца тие по нарачка на вработени во македонската влада, организатори на бугарски здруженија, кои се целосно во координација со бугарската амбасада, и центарот, пази, бугарската влада си дозволи да направи центар за мониторинг во Македонија, кој центар за мониторинг ги следи сите македонски научници, професори, ентузијасти, истражувачи, политичари, новинари, писатели. Поздрав до центарот за мониторинг. Известува на дневна основа што во Македонија се пишува на бугарската тема, сега ќе се изразувам понародно. Да, добро, така е. За ме разберат сите граѓани. И
од тоа продуцираат правни предмети и процедури, од тоа продуцираат меѓународни предмети, значи во земјата и странство. И каде е сега најголемиот скандал? Тоа е одлуката на оваа власт за прв пат да и даде на бугарската пропаганда кон Европа аргументи дека навистина во Македонија има дискриминација по етничка основа, во смисла дискриминација кон етничките бугари. Она што тие решија да го тврдат пред 2 години, што не беше тема Они немаат доказ за тоа. Они прво бара ребугаризација на Македонија. Но не се зборуваше ни во вордингот, не постоеше Европјаните не ги разбраа што бараат. Да. Бугарија направи свич комплетен промена на ставовите. Целофанот, не, суштината не. Суштината е иста. Они го завиткаа во човекови права и слободи на бугарите во Македонија. И тоа се фалеле јавно дека тоа го направиле, само нашиве се прават наудрени. Они се окажуваат секогаш. Бугарските представници тоа го кажуваат отворено. Од председателот Радев до сите премиери и така. Бидејќи се гордеат со тоа, сакаат да знае народот и се фалат. И ради тоа нивно гордење направија непријател од мене. Да секој македонец тоа би му сметал. Нормално. Бидејќи ако ти како македонец не ти смета навреда и напади врз тебе, тогаш ти си шовинизам против тебе, а во исто време јас го осудувам македонскиот шовинизам, а ако на мене не ми смета албанскиот, бугарскиот, српскиот, грчкиот, било кој шовинизам во светот, значи станува збор за болест во мене и сум автошовинист. Да бидам автошовинист воопшто не планирам. Или што би рекол некој во Берн. Тоа е состојбата. Бојан Маричич е македонски автошовинист. Или во Берн, неговиот стар шеф, што викаше... Или Бојан е лоша прилика, не е македонец. Проблемот, не може вика и бугарите, и србите, и грците, и албанците да имаат проблем со нас македонците, тогаш сигурно е во нас проблемот во македонците. Тоа е автошовинизам. Големиот муртински филозоф и несуден Нобеловец Зоран Заев. Тоа е автошовинизам и тоа е она кое на мене ми посмета. И кој ме активираше по тоа прашање. И сега, за прв пат се случува македонската влада да испорача на бугарската влада докази дека тука избугарените во Македонија се стварно дискриминирани и им дава одлука на комисија на влада, комисија за спречување и заштита од дискриминација, која потврдува дека еди кој си Петар Богоевски дискриминира и вознемирува и малтретира бугари во Македонија. Како е возможно еди кој си Петар Богоевски да кој што не е дел од само да кажам правната процедура. И они тој документ го испорачуваат на бугарска влада. Бугарско министерство на външни работи го испорачува во Страсбур. И вика гледате, во Брисел, и вика еве ви доказ. Нели ви тврдевме? Самите северно-македонци, така пише во документите во Бугарија, самите северно-македонци признаа дека северно-македонецот Петар Богоевски ги обижда, ги навредува и ги повредува чувствата на избугарените во Северна Македонија. Тоа е тоа што му го даде Весна Бендевска и таа комисија на бугарите. И тоа го имаме во повеќе наврати, и тоа се шири веќе како тифус низ земјата, и тоа е нарачано од Бугар Османов согласно протоколот меѓу македонска и бугарска влада. Да знаете, че тоа се подготвува аргументи на бугарската шовинистичка пропаганда во Македонија од македонската влада. Ова последен заклучок беше целта, но е вовеше одавав до сега. Да знаете дека оваа актуелна македонска влада, предводена од премиер Димитар Ковачевски, работи на создавање и продуцирање на аргументи со кои бугарската антимакедонска шовинистичка пропаганда ќе действува во Македонија. Тоа е фактичка состојба. Такви беа случаите и со, ќе те вратам многу назад, на Спаска Митрова, покојна е веќе, не знам дали знаеш. Не. Спаска Митрова беше гевгеличанка, имаше маж... Нешто знам, прилика со дете беше некој проблем. Да, со дете беше, се разведуваше од својот сопруг. Ма тоа е уназад обид на бугарите најда докази. Но беа тие обиди многу ретки, но Спаска Митрова дојде до ниво на премиери. Дури Никола Груевски зборувал како Бојко Борисов му се јавувал за Спаска Митрова. Ама Пендиков дојде до ниво на национален херој на Бугарија, а дечкото го пошлјака во Охрид ради непримерно поведение в кафана. Тоа сакав да кажам докаде дојдовме. Сега беше Пендиков. Се случи Бекир од Лабуништа. Кадриовски Бекир. Од Лабуништа, нападнат од албанец од Велешта, се обидоа да го издигнат на ниво, кога ќе кажам се обидоа да го издигнат на ниво, значи дека ја немаше моќта за галванизација како Пендиков,
бидејќи беше многу по-фейк. Него натепа Петар, Да, го натепа го Ариф. го пошляка Ариф и сега имаме проблем. Но се обидува. Или Петрит. Ариф беше. И во телевизиите во Бугарија, но сепак Бекир Кадриовски гостуваше на бугарската национална телевизија во ударниот утрински програм, кога цела Бугарија гледа телевизија, овие го вадат Бекир Кадриевски без да побараат втора страна, второ мислење. Нема втора страна, второ мислење, јас се обидов пред неколку недели. Уште еден случај само те молам ти кажам, откочани човек, кој што на времето вака го знаеш. Знаеш дека човекот се бавел со разноразни. Нема избугарен во Македонија кој јас не го знам. Знаеш дека се бавел со специфични работи на времето? Све знам. И тој човек денес повторно се жали и е по телевизија во Бугарија дека бил дискриминиран овде. Но во исто време на мое барање за интервју на бугарски медиуми нема шанс. На кој треба јас да го кажам моето мислење кој сум ги без да те кој сум ги утепал бугарите. Шанса нема. Буквално доби национална забрана на сите можни бугарски медиуми. Не ги интересира вистината. Туѓото мислење бе. Не ги интересира пропаганда. Не, ево, не мора да кажеме вистината. За нив е друго вистина. Друго учеле во школи, во учебници, но не ги интересира туѓото мислење. Како ние ќе бидеме добри соседи и ќе се запознаеме како луѓе, ако немаме предвид за јас во емисија се трудам што е можно повеќе да пуштам. Не станува збор за државно организирана пропаганда која има уплав во македонската вистина. Бидејќи бугаризмот денешен, овој како што го знаеме, се заснова на фалсификување на македонската вистина и реалност. Доколку таа вистина биде разоткриена во Бугарија, се руши митот за постоење на бугарската нација. Така е, јас се согласувам. Тоа е обратно од она што тие го тврдат. Да, јас се согласувам. Не е проблемот да го срушиш ти митот за постоење на македонската нација. Јас сум самоопределен македонец не затоа што Тито или Коминтерната или некој друг ме направил македонец. Или не знам што Цветанка и Димитар ме направиле македонци, татко ми со мајка ми, македонец. Јас сум само потврден македонец. Јас точно знам што е бугарин, што е македонец, што е македонски бугарин, сите термини ми се јасни. И знаеле тоа милиони луѓе бугарската пропаганда ја познавам во детали. Поентата е што вистината е обратна. Станува збор за продукција на бугарска нација, која е продуцирана од неколку етноси, меѓу кои и македонскиот. Бугарската нација е политичка, таа не е етничка. Точно политоним е, бугарин е политоним. Бугарин е политоним. И јас објавив еден документ на грофот Игнатиев. Тој е еден од најголемите соработници на рускиот император, на семејството Романови, еден од најпознатите дипломати, најпривилегиран руски дипломат, кој бил главен дипломат во Отоманското царство. И он, покрај неговите записи, преписи и објави, имаат русите објавено книга во која е објавен фондот за формирање на подунавска руска територија или држава или организирана форма на држава, некаде крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век. Точно. 1790-тите, 80-тите до 1820, тоа е веќе завршен процес во тие 3-40 години, во кој Русија планира конкретно, организира средства и пари да организира држава на Балканот која ќе ја овозможи на Русија излез на Егејско море. И они, истражувајќи наназад низ историјата, имаат уплав од македонската култура која е автохтона и домашна, тукашна. И она не може да биде ниту руска, ниту америчка, ниту јапонска, ниту кинеска, ниту француска, него е македонска. Знаат дека најдобар начин кон тоа е да искористат или да возобнуват нешто што се нарекувало на времето Бугарија и бугаризам. Бидејќи коренот на Бугарија и бугаризмот е од Волга. Кај Волга, да, ти има такви конекции. Централна Русија. Точно, да. И таа си е природно азијатска култура. И русите ја чувствуваат за своја култура бугаризмот и Бугарија, и они ја создаваат бугарската современа нација. Дури дека ја спонзорираат, ја финансираат. Чувствува дека може да се поврзат полесно пропагандистички, односно да ја направат историјата, да се бидат проруски организации, кој што е до ден денес. До ден денес, точно. Се руска нација. И они ја создаваат, ја промовираат прво бугарско кнежество,
се обидуваат целосна Бугарија, не успеваат на неколку рати, па спојување на Сан Стефано е спојување руска на творба. Нели Добруџа со тракискиот дел на Бугарија, неколку фази е тоа, руски војни имаме, пази Русија директно воено интервенира Само за Бугарија, да. Само за Бугарија цела Европа, и за создавање на бугарска држава, Да. а уво не им чуе дека во исто време во Македонија има огромно македонско востание, кое може да го поддржат, само една планина требало да поминат руските војски и да ја поддржат македонско востание во денешни Источна Македонија и Пиринска Македонија. Наши луѓе барале помош, барале Недоилјо помош. Малешевски, така натака. Не ја добиле. Наши попови, Дури има свештеници, анекдота за средба дека имале средба и со императорот, со имале царот. средба со императорот кој директно одбива И вика други планови имаме. било каква поддршка на македонското Да, востание. вика други планови. Јас објавив дека тоа е македонско востание. Го објавив печатот на востанието. Така се вика Го македонско. објавив повикот за востанието, кој е многу непријатен за Бугарија, и јас добив пријава дека ги обиждам бугарите. Замислете, значи автентичен документ на повикот на македонското востание ги навредувало избугарените. Тие ме пријавуваат во комисија кај Таче, кај Зоки Заев, комисијата на Весна Бендеска, и Веснето Бендеска ми носи пресуда, одлука дека јас ги обиждам бугарите. Ги навредувам бугарите, замислете. Зашто сум објавил оригинален документ од македонското востание. Така сум докажал дека тоа не е бугарско востание, не е Бугарија за востание за обидување со Бугарија, туку е востание за конституирање на македонска држава. Ништо повеќе од тоа. Ништо повеќе од тоа. За тоа сум осуден. Дури и да е, поентата ми беше После- друга, дека дури и да имаш ти некој коментар кој ше пожесток, повулгарен, јас сум ги пишувал. Сметам дека е тоа твое право. Не само право. Во правото се има јасно развојување. Дискриминација. Може Петар Богоевски да го дискриминира државна институција. Да не ми даде право да се лекувам зашто сум македонец. Да не ми даде право на образование зашто сум македонец, како На што е во работа, Бугарија. да. Право на вработување, а овие што се жалуваат се вработени во влада на Република Македонија. Да не ми даде други граѓански права и слободи, тоа сум дискриминиран по етничка основа, верски било каква. Така е, да. Како што сум сега дискриминиран. Ојо ми забранува да прославам именден. Ете ти дискриминација врз мене како христијанин. Така. Нели? Таа е Добро, вистина. добро. Но Петар Богоевски како граѓанин може да те навреди, да те пошљака, да те Или да те игнорира. Или да те било како, и ти си имаш граѓанска парница. Он може пред граѓански суд да ме тужи за навреда, клевета или насилство, ако го пошљакам. Тогаш граѓанскиот суд ќе ги утврдува фактите. Но дискриминација од граѓанин не е можна. Дискриминација од лидер на политичка партија не е можна, бидејќи тебе го не се допаѓа што бараш во мојата партија. Ја не можам да те дискриминирам со партија. Можем да те дискриминирам станеш власт. ако сум власт. Да. Ако сум министер и не ти дадам граѓанско право управна постапка да освариш некоја во моето министерство, зашто не ми смета твојата етничка припадност, тогаш можеш ти да се жалиш на тоа. Че ние имаме лудило во моментот во земјава. Буквално имаме бугарска цензура врз македонската јавност. Сега тука ние политичарите треба да имаме малце поширока душа, односно поголемо трпение, бидејќи јас сум се определил да бидам политичар и сега ќе трпам од тебе навреда. Да. Не мора те тужам сега со секој збор што кажеш за мене. Не смеш мек стомак да До имаш. сега за мене направиле чуда, објавиле, ја не сум тужил ниту еден, ниту новинар, ниту граѓанин, ниту партија. Но нека не тужат нас, нека не обвинуваат нас, не е проблем за нас. Но ова е обид, прво, за заплашување преку мојот случај на мои соработници, истомисленици и активисти, кои сакаат да действуваат на каузата на македонски концепт и општо на македонската кауза, да имаат да наметнат автоцензура на македонски граѓани кои сакаат да действуваат во интерес на македонската кауза. Да ги обесхрабрат дека на по судови ќе се влечкате ако Тоа е Си го кажете порака ставот. до македонските новинари, до македонските професори, научници. Замислете, ќе дојме до ситуација кога, ако исто тоа за македонското востание, го објави еди кој си професор, со истите аргументи кои јас ги објавувам на Facebook или на некоја изјава моја портал, он да биде исто обвинет и да му биде цензурирана неговата книга. Авторско дело да имаме цензурирано.
затоа што не му се допаѓа тоа на бугарите. Или филмот, не знам, трето полувреме, никогаш не би се снимил со оваа власт. Со оваа власт. Никогаш. Значи, ние доаѓаме во ситуација кога наметнуваме погрозна цензура од онаа која постоела за време на Втора светска војна во Македонија, кога Македонија била окупирана од бугарската армија. Чи замислете, ова е погрозно време дојде. Зашто знам, има десетици средби на македонски првенци, десничари зборувам, кои биле делумно избугарени, а кои пуштале повици против Бугарија, против бугарскиот премиер и против бугарската политика во Македонија. Значи, они биле послободни 42-та, 3-та, посебно 3-та, 4-та, действувале против таа политика бугарска, од тоа што сме денеска ја и ти. Јас како политичар, ти како новинар. Тоа е тотално забегана работа. Че ние денеска сме цензурирани од македонската влада, македонските институции за објавување на автентични историски документи за македонската историја. И се на тема историја и цензура. Вчера имаше колегата Матеја еден добар прилог, или завчера со професорката Катерина Тодоровска го анализира новиот учебник за 6-то оделение. Да, го гледав. Согласно препораките на заедничката мултидисциплинарна комисија за и така натака. Да. Сакам да изанализираме како веќе имаме практичен пример, веќе имаме доказ дека она што сме го зборувале не е лага. Дека со помош на тие протоколи, на историска комисија, дека сега се интервенира во учебниците и тие препораки се усвојуваат и еве ги на дело. И мојот син, кој ќе биде за колку, за 2-3 години 6-то оделение, ќе учи 3 лекции за тракијците, 4 за римјаните и 1-2 за античките македонци. Па може ни една. Бидејќи твојот син живее во Тракија, нели, а не на територија што се нарекува Македонија. Не, ќе учи нешто потрагично мојот син. Мојот син ќе учи дека е од историска важност дека Кирил и Методија, тој се вика Кирил, значи го има името на... Тоа не е 6-то оделение, тоа е веројатно подосна, затоа... Ќе учи за Кирил и Методи дека прв пат се направила литургија за Кирил и Методи во Пловдив, а при тоа нема да учи дека во Пловдив била најсилна македонската емиграција, тоа е македонски град. Филипополис, да, македонски град. Дека таму действувал македонски владика кој бил пратен под казна од Скопје таму. Луѓето се подпишувале како македоњани. Така. Ова се историски факти, не е измислено. И тие организирале првата литургија за Кирил и Методи во Пловдив, но за да се било на кој начин најголемите антибугари во историјата на цивилизацијата на човештвото, тоа се Кирил и Методи, најголеми антибугари. Ова научно ги вам докажано, зашто исто бев обвинет и осуден од комисијата. Токму за тоа се внесени аргументи. Тоа што сум објавувал за Кирил и Методи документи и факти. А јас па многу научив таа пуста Византија. Имам 2 факултети завршено и правен и историја, меѓутоа професорот по Византија беше активист на СДСМ од Делчево. Жесток активист. Предизвик да... И беше беше цимер со градоначалникот во Крушево, против кој јас жестоко действував на младоста. Ти се погодиле, ти се наместиле звезди. И морав да учам 8 пати да полагам Византија. Ја до тој степен ја научив таа пуста византијска историја и средновековна историја на народите на Балканов, што веќе мислам дека нема рамен бугарин што може да се носи со аргументите кои јас ги тврдам дека Кирил и Методи се најголемите антибугари во историјата на човештвото. Па сета култура што имале тие прабугарите. И не можеќе сега да докаже онаа несреќата академикот на Зајко дека се бугари, пошто ние со нашето жестоко действување му наметнавме цензура на таа избугарената комисија да прифата такво нешто. Они со сиот памет прифатија во македонски учебници да влезе текст дека сепак имаат нешто со Бугарија, Кирил и Методи, што за прв пат се направила литургија за нив во Пловдив. Или можда биле на летен одмор прв пат во Бургас. Сега. Абе зашто да го учи тоа син ми во 6-то деление дека првата литургија била во современава, зборувам историја, во Пловдив? Што има тоа врска со светецот чие име го носи син ми? Што има тоа врска со мисијата брегалнишка на Методи и на Кирил, трагедијата семејна, обидот за формирање македонско кнежество, обидот за сепаратизам македонски од Ромеја со глаголицата која имам патемечено тетовирано на мене, обидот за организирање на хазарите за напад на Бугарија во хазарската мисија, обидот за организирање на Ростислав
и на екипата на Владимир Киевски за напад на Бугарија горе во мисијата во Велика Моравија, денешка Чешка и Словачка, кој до денеска чешите словаците го знаат и го чувствуваат, и не му ставија вето на Бугарија. Фактички на бугарското прво вето на Македонија, оне му ставија вето во ЕУ. Вето на вето. Иако успеа сега нашиве врвни дипломати и Чешка и Словачка да ги остават. Па тоа успеа, Боки Маричич со Бугар Османов успеа да ја убедат Чешка и Словачка дека се во грешка. Да, Бугарија успеа да ги убедат дека Бугарија во право, не Македонија. Да. Такви автошовинисти како сегашните министри во Македонија, јас не сум сретно во живот. И се зборуваме за ѓаволот што се крие во овие замки со учебниците по историја. И тоа да завршиме само со учебникот по историја за 6 години. Да, на истата тема. Добро, повели. На истата тема. Во суштина, она две глупави тези има Бујар Османи периодов. Првата е дека со внесување на бугарите во уставот ние ќе докажеме дека сме биле различни народи, тоа е врвно глупава, ужасно, значи една од најглупавите работи што сум ги слушнал последниве години. Кога ја слушнам, оглупавувам за 5% во моментот, значи сериозно, ево. Да. Кафе да правам, сол ќе ставам во кафето, ако Бујар Османи ми прозбори во моментот. Навистина е трагична ситуација. И втората е дека веќе готово ни гарантираат ова е последното нешто. Нема нови услови, нема нови барања од Бугарија. Не, бугарскиот председател си каже јасно. Не само и Марија Габриел. Тоа е само почеток каже. И Марија Габриел го каже истото, министерката за надворешни на Бугарија. Новата која се подготвува за 8 месеци, 7, ќе биде премиер. Да, тоа е договорено, нели, во тоа ротирачко претседателство. Е сега, тука е следниот трик. Тие викаат нашите сите барања се во рамката, ние сме задоволни. Петар, утреден, нема ли да стане човеково право? Ние нема дискутираме за историјата, така? Добро, нема. Нема ли да е човеково право, тие 3504 што ти тврдиш дека ќе ги примиш во уставот, уствари Бугарија утреден ќе ти рече, тоа се 120.000. Батка, јас пописот не ти го признавам, но нема ли да е човеково право тие луѓе да учат дека Гоце Делчев не бил македонец? Сега ќе ви кажам која е главната цел на бугарите. Они знаат дека со 3200 луѓе нема да имаат по квота вработување во администрација. Како би можел да се направи процес на бугаризирање на македонци? На оној начин кој што прават во Албанија. Кеш, подкуп, мотивација. Да, или со пасош ги... Но за да направиш ти од милион македонци бугари во Македонија треба многу пари. А бугарите не им се дава пари. Нема шанса. Тоа треба да го платиме самите македонци, сами си платиме на себе бугаризација. Тоа како ќе оди? Бугарија ќе инсистира со следно вето за ЕУ. Ние да признаеме сите македонци кои извадиле бугарски пасоши дека се бугари по род. Етничка заедница бугарска. Кога ќе они избилдаат 48.000 се реално пасоши, но они ќе избилдаат 148.000. Добро. Они ќе добијат квота за вработување во македонска администрација. Може ли да се согласиме тука блиц дека на Бугарија не е Бугарија кога ќе не би дозволила Македонија да влезе во ЕУ со цел да штамца што е можно повеќе кога ќе почне да се македонски бугари. Не, кога ќе почне да се купува душата на сиромавите македонци. Дека ако се запишеш како бугарин, ти ќе се вработиш во Министерство за култура, например, или во МВР, пошто имаш квота и ќе излегуваат сиромавите во култура, да. Ќе излегува, не ќе има огласи во кој оглас ќе пишува место за 20 полицајци, од кои за 5 бугари. И сега за да се вработиш ти полицајец, треба да се пишеш бугарин. Денеска имаме сведоштво дека многу албанци се пишуваат македонци, многу македонци пишуваат албанци за да се вработат во МВР, ке онаа несреќата од Куманова. И сега имаме ситуација кога многу полесно ќе биде за еден македонец да се напише бугарин за да стане полицаец, од да се напише албанец за да стане полицаец. Случајно ли на пописот испадна 120.000 недефинирани? Тоа ќе биде првиот случај на лудило во светот, во кој еден народ самиот од свој джеб си платил асимилација. Че ние самите, македонците, ќе плаќаме данок, администрација, вработување во наша администрација, во која ќе ги мотивираме македонците да се пишуваат бугари, да се вработат и да земат плата македонска. Такво лудило не е забележано во светот. Тоа го прави Зоки Заев и заевизмот. Такви нема да има многу, но ќе има. Има ден се пишува дека се албанци, не, грешка, дека се турци, роми, не, тука е грешката.
Тука е грешка. И јас сум еден од тие кои тврди дека не многу, ќе има стотици илјади кои во оваа сиромаштија и мака ќе би започнат да го прифаќаат тоа. Јас не верувам, искрено. Ќе има стотици илјади. Тие кои тоа нема да го прифаќаат ќе бегаат од земјава и ќе одат да работат аргати по Германија, а тие кои тоа ќе го прифатат, ќе го прифатат. И ќе дојде во ситуација кога ќе направиме да се тепаат брат со брат во иста куќа, зашто брат му на едниот се напишал бугарин за да се вработи во било кое министерство или институција. Случајно ли на пописот има 120.000 празни места оставени од апостол? Ќе кажам за тоа за апостол. Ние буквално ќе ги оствариме најмрсните бугарски соништа на бугарската пропаганда, а тоа е братоубиствена војна во Македонија, братоубиство меѓу македонците, нешто што Бугарија го спонзорирала скапо 19 и почетокот на 20 век. Значи ќе се вратиме во тоа време на целосно уништување на македонската нација, македонскиот етнос во случајов. Тоа е целта на Бугарија. И дека тоа ние не го спроведиме, ние ЕУ не ја гледаме со францускиот предлог и со оваа преговарачка рамка. И да не се лажеме, тоа е реалност. Бугар, Османов, Маричич и компанија може да се кажуваат што сакаат. Ова е реалноста и многу честно од бугарска страна го кажуваат дека тоа е така. Дури Рублев Радев го викам јас, он не се ни срами тоа да го потврди дека е така. Значи он не се срами. Сега, што се случи со пописот? Пописот беше од една страна бойкотиран и му даде легитимитет преку бойкотирачите, не дека бойкотираа многу луѓе реално, него намерно комисиите под контрола на Илми или како се викаше таму и измеќарот оној апостол, измеќарот на Илми, нели? Илми му е газда таму, а овој апостол измеќар. Да не посетат момок. Да не посетат илјанници македонски етнички семејства. Кај мене не дојде. И да не ги попишат. Јас имам во партијата 300 члена кои не се попишани, не отидоа бойкотираа. И јас не бойкотирав. Не отидоа да ги попишат. Точно. Етнички македонци зборувам. А во исто време попишаа и кучињата и мачките на етничките албанци. Да, бидејќи тоа беше идејата. Косово го пописаа, Да. Косово го попишаа, како македонски државјани, со измислени лични карти издадени од Бугар Османов по тие канцелариичките по Европа. Тоа беше идејата на паралелниот попис, И што беше поентата? Прво, да докажат дека во Македонија нема мнозинска конфесија. Вештачки не поделија православните на православни на христијани. Да. И сега ние немаме ниту една конфесија над 50% во земјава. Имаме православни 40 и нешто проценти, имаме христијани 30%, значи 70 и нешто ние сме православни. Ама не поделија на две, зошто? Однапред подготвија почва за создавање на паралелна црква во Македонија, која е следен проект на уништување на македонското единство. После тоа... Како е можно тоа сега со новиот контекст? МПЦ статус, признание... Сега во моментов руските структури во МПЦ работат на одвојување на МПЦ и ОА. Едни да бидат ОА, други да бидат МПЦ. Веќе е активно тоа сценарио. Има и за жал и неколку и великодостојници од МПЦ кои директно работат на одвојување на МПЦ од ОА. Тоа ќе биде дополнителна огромна трагедија на македонскиот народ. Која ни следува следнава деценија. Попис, стратегија... Но пописот тоа го реши. Веќе подготви терен за две цркви во Македонија. Следно што направија? Вештачко намалување на македонците да пишува напред 5-ка, не 6-ка, ради оној уметнички доем, психолошки доем. И наоѓање на начин, на било кој начин албанци да бидат напред со тројка. Не успеа тоа да постигнат никако, пошто пола Косово го попишаа, не успеа, но успеа да направат вештачка представа дека во Македонија имаме огромен дел популација кои се no name, неизјаснати.
Тоа се 170.000, од кои 120.000 горе-доле ги дефинираа како неизјаснати. Тие се тие кои треба задутре да добијат бугарска боја, зелена боја, во етникус во Македонија. Бидејќи Бугарија тврди дека, затоа јас не сум огромен фан на некакви си теории кои што... Не се ова теории. Но Бугарија истото го тврди, дека 120.000 пасоши се издаени. Ова не се теории, ова е практично спроведување на сценариото измеќарско на заевизмот за целосно уништување на Македонија како држава на македонците. Секако дека еден ден ќе дојде време да се исполни сонот за бинационална држава. Но битката не е таа да биде македонска-албанска. Туку бугарско-албанска. Бугарско-албанска. Добро. И да не се лажеме дека тоа е сценариото на кое се биде работа. Сакам подоцна само да зборуваме и за патриотизмот. При тоа, оние кои ќе останеме како македонци, ќе добиеме на вратот српски синџир. Како и на времето. Ќе бидеме прикажани како србомани. Така е. И тие кои ќе останеме како етнички македонци, треба да припаднеме во српскиот Милет, во наволници во српскиот кантон во Македонија. Да. Бугарскиот кантон да биде неспорен, албанскиот, како викаат, се подразбира напред, имаше еден збор не отиде. И тука веќе има еден обид за до некој начин, доколку може, да се воспостави и нешто на грчка линија, кое за жал ќе биде злоупотребено идентификувањето на македонците со античката историја и античките символи. И тука имаме еден таков неред, и сега ќе ми дозволите само 2 минути да ви окажам моментот кога дошол само сакам да прокоментирам. Турскиот султан во Битова. Ова се случило и порано, ова што зборуваш ти дека ќе се случи во иднина. Ако некој гледа сега и вика овие се будали, ако овие се ненормални, не бе, ова се случувало. Исто во ова што го зборуваш се случувало. Значи буквално ова се случувало. Да. Толку ова. Да. Значи после Па не пред 7000 години, пред 100, после Каурскиот уриет и проблемите во Македонија, големите сили го задолжуваат турската влада да направи реформи во Македонија и да назначи христијанин паша, да назначи Каурин на главен на вилајетот. Дури доаѓа до степен кога Турција мора да објави автономна област Македонија. И турскиот султан доаѓа во Битова да му прават огромен пречек на широк сокак, да прогласи автономија на Македонија. Абдул Хамид, мислам. И таму што начекува? Едни пиштат од страна на кочијата, викаат сакаме за Романија додиме. Другија барат Бугарија. Третија барат Грција. Четвртија барат Србија. Впечатокот е ништомилет. На кој да му даеш автономија? Повеќе се спотепат меѓу себе ако му даеш автономија. Единствено нешто што ги обединувало било турската власт. Пропаѓаат реформите во Македонија, не добиваме автономија. Зошто е таква? Тоа ќе беше Македонија цела. Зошто е таква ситуацијата според тебе? Обидот на заевизмот е да не врати во денот кога беше турскиот султан во Македонија. Тоа што го кажувам нас цело време. Враќање во 19 и почеток на 20. Бидејќи пропагандите се жестоки. Романија, ако некому е чудна, нека истражи малку за пропагандите. Кога луѓето му е чудно, ама не знаеш што романска пропаганда, јас знам пошто сум од Крушево. До денеска ги имаме романо властите во Крушево. Дури јас некои на мејл ме ги пратија и списокот на кој романската влада, меѓу кои таму има еден Богоевски, не го познаваме за наша фамилија, но ќе барам дали е дел од моја фамилија. А список од 200 и нешто семејства во Крушево кои добиле директни пари од романската влада 15 дена после Илинденското востание. Помош. Луѓето не знаат уопште за романската пропаганда. Не е толку гласна, да. Но пошто јас сум родом од место каде што биле најсилни четирите пропаганди, точно знам, пошто го живеам тој во семејство и во комшилуки и секаде. Ние ги имаме и така се поставени црквите низ градот. Така. Значи тоа е времето во кое сака да не вратат. Че они не сакаат Боки Маричич со Бугар Османов да не однесат нас во ЕУ, да не подготват за 22 век. Тоа што јас го сакам и мојата партија се залагаме за 22 век. Они сакаат не да имаме национална македонска држава на една македонска граѓанска нација со различни етноси,
што е нормално во целиот свет, како што е во Америка, например. Они сакаат 19 век во кој ќе има место за сите во Македонија, освен за етничките македонци. Односно, ќе стане срам да си етнички македонец. Еве почнаа да го внесуваат тоа во школите и онака нашите деца му направија мијење на мозокот и понижување да си македонец. Види таму што значи направиле таму приказ на антички војници. Направиле илирски војник, го облекле со сите можни елементи на војник. А да не ти кажувам што били илирските војници во тоа време. Направиле хеленски војник, направиле тракиски војник, сите можни војници, направиле македонски војник за валијата. Да те е жал да го гледаш. А вистината е обратна. Во тоа време македонските војници биле авангарда. Пази, светска авангарда. Затоа дошле до... Станува се збор за светска авангарда. Затоа до Индија стигнале. Ти ко си македонец етнички, дете во развој, ти е срам да се идентификуваш со завалијава што ти го бапнале во учебник по историја, кој? Македонскиот министер ти го турил во учебник. И ти го учиш најмалку. Македонската влада ти го турила во учебник. Македонските татко и мајка, татко ти со мајка ти се измеќари, тие ќутат измеќарите гласаа за зајко. И твоето дете да го гледа тој војник, и тоа дете почува се чувствува некомотно што е македонец. Учебникот по историја, не само што лекцијата е кратка. Тоа дете сака се спротистави. Туку историјата е споена со географија. Младешкиот бунт му дава да се спротистави. Добро. Како ние што правевме студентски протести на времето од 90-тите. Јас ги волев тие протести, ги организирав на школските протести во Клучево. Сум бил јасна по некои протести. Значи ти дава желба да се спротиставиш. И татко ти со мајка ти дома те викаат, чути тука. Ова е едно општество за сите измеќари. Општество. Не смееш да се спротиставиш. Измеќар ќе видиш. Кој е твојот избор? Го земаш ранецот и заминуваш во Германија биш измеќар. И си викаш, подобро ќе бидам измеќар на германците, околку измеќар на косоварите. На арнаутите. И заминуваш од твојата татковина. Од кој си избркан? Од таткот и од мајка ти, кои се измеќари, кои го слушаа зајко и станаа измеќари во сопствениот дом. Синот не смее да биде македонец во сопствениот дом. И синот бега од оваа земја. Таткот и мајка ти после тоа, изфрустрирани, се јавуваат на утрински емисии и плукаат по Петар Богоевски, кој му го кажува ово во фаца, и викаат дека јас сум шовинист, националист, будала, ненормален, зашто се борам син му да го вратам во Македонија и да се бори за македонската кауза, зашто немаат муда, татко му со мајка му, тие измеќарите, да се спротистават. Ова е трагедијата која живееме во 2023 година како директна последица на заевизмот. Ова се роди последните 5 години. Ова не било така. А не е толку тешко да се извојува таа победа. Треба само на ден на избори луѓе место да седат дома и да се масовно да излезат и да си заокружат, што и да си заокружат. Но и не е тоа само целосно. Има уште нешто. Не мора, сакам да ти кажам, Петар, не мора пушки, не мора топови, не мора фаланга, не мора атомски бомби. Мене ме смета за суетен, далеко сум суетен, но така ме смета. Сите ние политичарите имаме одредени суети. Колку поголем политичар, поголема партија, веројатно поголема суета. Но некојаш па се случуваат обратно. Многу мои колеги, лидери на помали политички партии, се посуетни поголеми. Јас дискутирам со сите, со големи и со мали. Поздрав до Димче и од мене, ајде. Но мене која ми е целта? По моје мислење, не мора да би прифатена мојата иницијатива. По моје мислење, овие избори се да не биде или не. Треба опозицијата да настапи со едно бројче на избирачкото ливче. По моје мислење. Тоа не мора да биде коалиција. Јас имам историја со ВМРО ДПМН. Димче има историја со ВМРО ДПМН и со други партии. Он беше во шарена револуција, Апасиев. Така е. Јас не сум бил шарена револуција, но јас водев реформи во ВМРО. Има друг политичар кој направил партија како револт против ВМРО. Трет има кој направил партија како револт против некоја друга партија. Четврт како револт против некој политичар. Небитно. Не мора да имаме коалиција. ВМРО ДПМН си има своја коалиција за подобра Македонија. Македонски концепт во моментов работи на своја коалиција, со неколку партии, опозициона коалиција. Ке се појават можеби други партии во меѓувреме. Ние можеме да направиме
широка опозициона платформа. Не раби коалиција, не рабиме ние на кванташки пазар, па да се пазариме кој што ќе лапне ќе земи, ми се повраќа од тоа пазарењето за лапање. Ти дојде работава си ми да се срамиш што е македонец. Ја не можам да мислам на мојата кариера, да гледам дека детево мое во школа го учат дека не е македонец. Забега работава. За го спречиме, за децава да ни порасна своји на своето. Пошто ние имаме младинска организација, македонски младински концепт, чие мото е своји на своето. Значи за нашите млади да бидат своји на своето како што се. Пази, ние сме славниот род. Ние сме најавтохтони. Со единствено архаично име од сите народи околу нас. И сега ние да сме срамиме од себе си, тоа е забегано, за тоа да не ни се случува веќе. По мене, треба да организираме широка опозициона платформа, на која нема да биде коалиција, ќе биде платформа. Широка што значи? Слободна. Ќе ги договориме 5 главни контури околу кои сите сме согласни и околу кои нема мрдање. Тоа е македонската национална кауза. И ќе се појавиме со едно бројче на избирачкото ливче. И треба да триумвират да појавиме вечерта на изборите. Треба да добиеме таков степен на факторизација, таков степен на победа, да измеќарите никогаш веќе во историјата не се соземат. Тие само понатаму да има процес на отпишување на измеќарите, процес на чистење. Не секојаш во историјата има прочистување на нациите, секојаш. И новите нации како американската, и старите нации како француската, англиската, германската, поминале низ прочистување. Дали ти зборуваш за прогресивното граѓанство? Ние треба да ги исчистиме, да се тој процес да се дефакторизира, добро. Не. И веќе да стани не срамота да си македонец, него за 5 години да биде брука да си измеќар. Ти зборуваш ли за прогресивното граѓанство на кое што им е гнусно да се спомне Александар Дозволи Велики? Не се прогресивно граѓанство. Граѓанство со Дж. Да се спомне Александар Велики им е гнасно, но немаат проблем да поддржуваат политички опции што коалицираат со партии како Дујка кој што националниот елемент е до плафон издиган, или истовремено ти советуваат дека треба ние да покажеме способност, еластична кичма за компромис, наоѓајки разбирање за бугарски шовинизам, за грчки шовинизам, но никако не разбирајки го правото на самоопределба. Многу прогресивни идеи. Станува збор, не се прогресивни. Па не се нормално. Тие се назадни идеи. Се разбира. Станува збор за автошовинизам. Класичен. Луѓе кои не се сигурни во себе, кои немаат изграден идентитет и интегритет, се неголемите шовинисти. Но тие... Може ли тоа да е реакција на бунт? Не. Станува збор за малодушност. Бидејќи немаат храбро да му се спротистават на албанците и на нивниот шовинизам, на бугарите, на нивниот шовинизам, или други народи. Не е стануваат граѓани на светот. Не. Стануваат автошовинисти. Го мразат своето во себе, и се обидуваат да бидат се само нешто се тоа тие. И тие луѓе не се прогресивци, туку се најназадни. Тоа е тој отпадок што кажам на општеството, кој ние треба да го лекуваме. Но во исто време тие интересно. Тие немаат слух за различното мислење. Многу интересно. Да. Јас, например, ги познавам сите типови на македонизам и идентитет. Сум пишал колумну уште 4 години за типови на македонизам. Дали е антички, дали е словенски, југо, дали е бугарски, дали е еленико, дали е илирико и чуда. Јас правам дури разлика помеѓу и ромејскиот македонизам во кој се влезени арманите и атињаните, односно овие арбанасите, кои се основа на албанскиот јазик, кој нема врска со качаците, кој нема врска со албанците денешни. И тоа си се кавказско племе. Не спорам, имаме сакри племја на Балканов, не спорам и нивно право сите да од некаде живеат. сме дошле. Да, меѓутоа сите видови на македонизам ги имам разработено, но јас имам толеранција кон сите нив. И ние како партија имаме идеолошка платформа на обединување на македонизмите. На една основа на право на себе идентификување на секој човек. Интересна работа. Овие кои се сметаат за прогресивни, а се де факто најрегресивни елементи во општеството, немаат
ниту грам Чувство за чувство, другиот. не, толеранција кон тебе кој мислиш дека си припадник на антички Македонија. Да бе, мислам. Така сметаш. Сметам Твое дека право. мое право. Друг смета дека е слабо македонец. Негово право. Но они немаат ниту толеранција ни на граѓански македонизам, кој јас го имам развиено во себе. Они дури и со мене имаат проблем да разговараат. Како македонец од 21 век. На нив му смета дефинитивно идентитетот македонец. Они сакаат да бидеме нова идентити. Значи да немаме идентитет. Да бидеме апатриди, а кон тоа не носи. Луѓе што се нова идентити на крајот стануваат апатриди. Да, политиката значи, движи апатрид напред. значи човек без собствена татковина, без Добриот пасош. Јован без земја. Да, а без идентитет, штом си, кон таму одиш. И пази, они сега не исмеваат тие, кои сме апсолутно прогресивни, кои буквално носиме европски вредности и принципи. Јас сум себе идентификувам како европски фундаменталист, застапник на 6 основни вредности на кои е базирана ЕУ, е фундаментирана, создадена ЕУ. На неја ја потпишаа татковците на Унијата, ја создаде Унијата. И сега они ми се смеат на мене на европски вредности. А ми зборуваат за Европа. А они не знаат зашто е создадена ЕУ. Они ми глумат некакви си американофили, американци. Они поима нема за декларацијата на која е создадена Америка. Они поима нема за Џорџ Вашингтон. Они се тотално неписмени луѓе. А глумат најписмени некаква си скопска елита. Смешни ми се. Треба да кажат колку пати се Смешни ми се колку луѓе. пати е отворен американскиот устав, тие прогресивци кои што Значи ништо не разбираат, дали ме разбираш? Они директно работат на бинационална држава, тотално регресивна идеја, на држава во која ќе има повеќе нации, а на крајот ќе имаме асимилации, порегресивно од асимилација, нема во човештвото. Нема. Они застапуваат асимилација на собствениот народ, а ми се представуваат за прогресивци. Трагичен состојба. види, фашистите се Искрено трагичен состојба. Фашистите не се нарекувале геноцидци, не се нарекувале убици, нели, тврделе дека се демократи. Фашистите се елита за автошовинистиве. Автошовинистиве се отпад на општеството. Фашизмот беше едно движење во Италија кое создаде култ кон античките корени потекон италијанската современа нација. Како И тоа беше наратива во злоделата. Беше создавање на некаква си супериорна италијанска нација. Да, што е овие се отпадок, нема врска со тоа. Нацизмот не го разликуваат овие отпаднативе. Нацизмот е димче пасија, фактички тоа е социјализам. Тоа е левичарско. Мислиш идеолошки се, да. Пази, нацизмот е левичарска идеологија. Не знам зашто ја препишува во десницата. Тоа е социјализам. Со национални елементи и добивате една форма на национал-социјализам. За Хитлер... Но после завземаат малце. За Хитлер... Малце многу по драконски. Идеал е Маркс. Не знам дали сте читале Карл Маркс. Фала Богу не. Он е најголемиот мразач на словените. Он ги смета словените за ништовни, под раса, и смета дека тие треба да бидат употребени да работат во социјалистичките фабрики. Тоа што му се случува после на словените. Ден се случува, да. Е сега, ако го земиш ти Карл Маркс, на слика го има најмногу во сите словенски земји. А никој од тие завалиите не отворил да го прочитаат Капиталот и да види дека таму пише дека тие се под раса. И сега, кога имаше толку неписмено племе, тие гласаат за политичари како Димче. Имаат послики низ Македонија, го гледам по штабови, го лепат Карл Маркс. Но тој те не те смета за подраса, че тој се скроз неписмени луѓе. Тука имаш еден друг феномен. Млади луѓе, кои сака да се идентификуваат со нешто што е отпадок на цивилизацијата. Не го гледа така. А тоа е сталинизам, тоа е ленинизам. Тоа се отпадоци на историјата човечка. И се тие се идентификуваат млади луѓе кои немаат појма тоа, дома никој не им кажал, немаат појма од ништо од историјава, во школа не ги учат, Зајко Заев не му дава да учат ништо. И тие 3 часа во петок. И тие деца буквално се злоставени од лјавица, пошто ги учи на забегани антифакти.
Ова се антифакти. Добро, го користат Пази, бунтот ти го имаш- и не ги привлекуваат по идеолошка основа, Тие туку имаш- по идеологија на Тие имаш бунтовање. лјавица на гробот на Тито И на гробот на Енвер Роџа. и на гробот на Енвер Роџа. Овие двајцава очи ќе се изваделе, пошто Енвер Роџа како измеќар на Русија, пази, албанците се неголеми измеќари руски. Како измеќар на Русија и на Сталин, се спремало меѓу другото и напад на Југославија од Албанија страна. Од друга страна го имаш лјавица што ти тврди дека го сака Кочо Рацин И Панко Брашнаров. и Панко Брашнаров и двајцата убиени од Тито. И се клањаат ке Тито. А се, Да. имаш едно шизофрение во македонско општество. Но ајде да го лечиме и тој дел од опозицијата. Не викам да ги отфрлиме. Ајде во таа платформа опозициона се да собериме кои да почитуваат неспорната македонска кауза, тоа е обединета Македонија на македонците, и да настапиме на избориве и да прогласиме триумвират. Во буквално смисла на зборот. Зошто ќе ви кажам? Зашто задутре ќе биде легитимно право јас да го обвинам Христијан Мицкоски, пошто он е лидер на опозицијата, не јас. Он доби на претходните избори 300.000 гласа, јас како движење граѓанско добив 3.000 гласа. Значи, граѓаните кажаа да биде Христијан лидер на опозицијата, не јас. Тоа не е мој избор, да не се разбереме погрешно. Добро. Јас ќе биде легитимно на избори да го обвинам Христијан дека нема капацитет да ја обедини опозицијата. Он ќе ме обвини дека јас сум платеник на Зајко и на Таче да ја разделам опозицијата, да скинам гласови на опозицијата. Анализираш хипотетичко лошо сценарио. Тоа ќе дојде. Јас ќе обвинам некој друг лидер опозиционен, ќе се обвини Левица заедно со Максим, Максим со Данела, Данела со Манева, со Косана, тоа ќе биде еден таков неред во кој ќе се осипи гласачкото тело на опозицијата, зашто може да се случи буквално за еден глас во изборна единица, таков е Донтов модел, суров. Да. За еден глас опозицијата да изгуби пратеници, а да му дадеме пратеник плюс на Зајко. На последни избори за 12 гласа имаше таков случај. Да. И може да ме обвинат и мене, пошто јас бев независни листи, да речат за 12 гласа ние во тројка изборна единица, пример, место да добие ВМРО пратеник, добил СДСМ. Ама тоа е легитимно, пошто јас имам политичка партија која има легитимно право на настапува на избори. Добре, ти се бориш. Затоа постои политичката партија. И ако биде отфрлен нашиот предлог за широка опозициона платформа, Ќе биде каша попара, те разбирам. Да. ние имаме легитимно право да се настапиме, но ќе ни се повтори ситуацијата од 2020 година, кога може да се случи во 6 изборни единици. Опозицијата за по 230, 100, 200, 500 гласа изгуби 6 пратеници, во апсолутна вредност минус 6 е плюс 6 Така е. кај Зајковци, и ние ќе имаме ситуација каде што заевизмот добил плюс 6, минус 6 опозицијата, тоа се 12 разлика сме стопиле. Мислиш Знаеш ли- што значи 12 разлика стопување? Знам. Тоа значи дека од 50 и нешто пратеници на опозицијата се сведува на 40 и нешто, од 30 пратеници власта се сведува на 40 и нешто. Уште 15 Што на значи 20 дека минути ние- имаме. А Ќе имам завршам уште нешто. многу. Што значи дека ние со албански фактор повторно го имаме заевизмот на власт. Сакав се за Тоа ќе биде катаклизма за земјата. За албански фактор да те прашам. Отворен си ти во говорот, ти зборуваш и за македонците кои се однесуваат како племе, зборуваш за Да. зборуваш и за албанците. Ми смета поведение од 18, 17, 16 век. Спомна преска косовизација и како кажа. Кача. Аха, добро. Видете, треба да знаеме една работа. Во оваа земја единствен автохтон народ сме ние македонците. Народ кој што извира од И тука од нема тука, потреба да сакаш се кажеш. љутиме. Да објасниме. Јас Да. објавив 10 колумни и за античките племиња. Зошто? Зашто имаме спорни територии, станува збор пред се за Струга, Охрид, Кичево, Ускана, горе Полог и Скопскиот регион, Од кога Дарданија. се спорни? Од 2005 година? Спорни се 2009. албанскиот етнички Се шегувам се на тема албанскиот територијална етнички распределба. шовинизам се готви и создава во Тирана. Албанската служба разузнавачка работи на негова промоција. Албанските национални телевизии снимаат емисии низ Македонија. Се сеќавате на таа плочата ондека од Скопско што ја снимаа. И во моментов албанската служба работи на етницизирање, односно
би го нарекол тоа повеќе косовизирање, би ги ставува збор за потекло на пари од косовската мафија. Поради парите, Ставува збор од дрога, бело робје, органи и така натака, но не се малце парите украдени од македонскиот буџет. Ние имаме состојба кога албанската мафија кради од македонскиот буџет, а ние плаќаме данок, значи од нашите џебови, и ние купува македонската земја со македонски пари. Значи, тој собир на пари станува збор за неколку милиарди евра. А зошто им е тоа возможено? Тие пари се пласираат. За фотеличка. Се пласираат во моментов и во Берово, во моментов во Ново село Штипско. Знам. Се купуваат рудници во Ново село Штипско. Се купуваат ниви каде што ќе... Им смета ако биде Петар Богоевски газда на некоја фирма, но не им смета што Дестани го купи цело Струмичко поле. И ни еден новинар не направи во Македонија истражување како Дестани го купи рудникот во Ново село, но ако купи Петар Мачка, ќе направат 20 истраги. И сега ние имаме ситуација кога семејство Влашко, кое добило денационализација на земјата измеѓу Гевгелија и Струмица, беше уценето во Министерство за финанси. Ако сакате денационализација на земјата, таа ќе ја продадите однапред на Албанец, на Косовар, ако не, нема да добиете решение за денационализација. И ние имаме нахилие на албанскиот етнички шовинизам преку македонски, инсталиран во македонските институции, координиран од албанската служба, на нахилие насилство врз македонските бизнисмени, знаете со докторот Жан Митрев што се случи, врз македонските правенци, научници, па и снимачи на филмови, актери, музичари, сите се на удар на тоа, за да сето тоа да се на бизнисите да му се земи просторот за бизнис. Владот и Некс. На луѓето од културата да им се земе културниот простор, од филмот филмскиот простор, од науката научниот простор и де факто имаме еден процес на целосна етничка албанизација на Македонија. Извини, со цел за да се создаде простор за бинационална земја. За случајот Гевгелија там имаме сведоштво за... Да. Тек ќе ги вадиме тие работи, особено мораме да започнеме со поотворен пристап. Например, да кажеме дека селото Зајас било македонско. Во селото Зајас живееле етнички македонци. Има качачки напад врз селото Зајас, има силување на деца, и машки и женски, и жени, убиени се сите мажи на 14 години нагоре, и селото Зајас е претворено во албанско село. Ако читаш во бугарската историја, пишува дека е бугарско село, се разбира. И дека Али Ахмети е бугарин. Вау. Дека потеклото му е бугарско. Александар Античов. На Александар Античов ќе стани, Антов ќе стани, а сега Антич. Значи, пазете, станува збор за буквално насилно населување на региони во Македонија за време на Отоманското царство, кога станало слабо царството, кога станало тој тотален неред, кога немало контрола веќе што се случува низ империјата. И може би е време и да ги објавиме село по село, фамилија по фамилија, кои биле македонци, добиле албански идентитет и денеска се албански шовинисти. Може би е време да ги објавиме фамилиите. Затоа што веќе не се трпи понижувањето кој на социјалните мрежи го прават албанците кон македонците. Ти познаваш ли еден градоначалник? Тоа е неприфатливо. Познаваш ли ти еден градоначалник од Западна Македонија кој што има братче Миле во Новолисиче? Го познавам, како не? Го познаваш? Да. Би се изненадила јавноста кога ќе дознае кој е тој градоначалник, но ајде, не мора да го кажам неговото име. Он е христијанин во семејството, он е лично муслиман. Се шегувам за Невзат Бејта зборувам. Да, знам. Не му го кријам идентитетот. Нема потреба криеме ништо, треба биде отворени. Има роднини во Новолисиче, Миле се меѓутоа не е убаво, а се правиме будали. Са некој што дошол пред 100 години, со силување и убивање во Тетовско, да ми се прави автохтон, и на мене да ми кажува, на чива земја сум и чива вода пијам. Види, во суштина да. Зашто они на мене ми пишува пораки. Таа тема да. Таа тема е глупава. Ти вика си ни ја колонизирал нашата илирска земја и вода. Петар,
Да ти И кажам. јас тоа ме мотивираше да ги објавам тие 10 колумни за да докажам со научни факти, артефакти, чиста наука. Абе, кој си ти, Колумбо ли си ја колонизирал? Полук како бил низ историјата и како тие енхелејци, тие сите племиња енгелани, како етноси на која нација припаѓале, античка зборувам, и империја, и како се идентификувале, на кои војски војувале, за да сватат албанците дека они се доселеници во Македонија. Они не се автохтон народ. Вака, дозволи се. И они не се илири. Дозволи една они секунда. си се народ дојден од Кавказот. Една секунда. Сите сме... И јас не ги обиждам за ова, не ги навредувам, ја кажувам историската вистина. Дозволи сега. Сите сме дојдени од некаде. Тоа е по точка А. Сите Можда историјата, вие. сите Јас сум историјата. извини Пелагонец. Јас сум родом од Пред 30.000 години не си бил. Јас сум Пелагонец. Пред 30.000 години. Се смеам да се нашавам малце. Јас сум најстарото македонско племе Пелагонци. Слушајте сега вие Пелагонци. Да се насмеам. Проблемот е што знам дека е така. Секој си ја поставува, јас сум застапник на твојата теза. Секој си ја поставува границата на историјата каде што му одговара. Нас ни одговара тука пред 3000 години, викаме готово, тука почнува историјата, на бугарите им одговара пред 1300 години, викаат тука почнува историјата. При што тоа што некој некаде се родил не е никакво достигнување. Тоа е Божја работа или како сакаш, зависно од која теорија ја застапуваш, креационистичка или дарвинистичка. Тоа што некој некаде се родил не е ништо заслужен за тоа. Бил најбрзиот сперматозоид, но за тоа се заслужени неговите татко и мајка. Тој не е заслужен. Некаде се родил. И е штета што ќе се наметнуваат теми како овие. Ова се ретроградни теми, ние се докажуваме кој е постар каде. Но кога се реалност... Јас сум нападнат. Тоа сакав да кажам. Ова е само одбрана. Дозволи. Ова не е напад. Не те критикувам, ме знаеш и мене. Не, окей, ама сакам да кога станува тема, па има да се бранам. Нема да му дозволам на Мирко Попов да ми прави шейминг дека јас мислам дека е како да ти кажам, глупаво да се срамам од Александар Велики. Зашто бе да се срамам од Александар Велики? Не да се Александар. Па шейминг имаше. Беше срамота ти да кажеш дека едина поглупа теорија од таа дека Александар ти е директен роднина е дека немаш никаква врска со народот што се нарекувал македонци пред 3000 години и ден денес. Ај се кладеме дека Мирко Попов после 2 сати пример го спомнав. После 2 сати разговор со мене и добра доза дека ќе биде антички македонец. Добра доза на љубов, енергија и политичко воспитување. Така. Така, да. Значи, сакам да кажам дека не треба да трошиме време на тоа. Треба да трошиме време на ова, сакам да го објаснам. Секоја држава си има право на создавање на свој национален наратив. Апсолутно. Секоја држава се создава кауза, наратив кој оди во прилог на државност. И митовите се дел од тој наратив. Само на нас не е забрането. Така е. Сите други држави има право околу нас. Ние имаме право само на Тито во моментов, ако ги земеш договорите. До се шалев околу пелагонците, но сега ќе кажам вистината која е мојата теорија за тоа. Културолошки ние припаѓаме кон култура или цивилизација. Според мене биолошки е тешко да се докаже, дури јас не ги прифаќам ниту оние најновите истражувања генетски. Зошто? Јас пуштив во Америка тоа генетските, чисто онака. Брисеви, добро. Меѓутоа, никој не изолирал автентичен грчки ген, македонски ген, бугарски ген, не знам, албански ген, српски ген, не знам, амерички ген. Не постоеле народите така како што денес постојат. Па за да мене кој ќе ме спореда ден, речат, ти имаш ген од тој. Да. И затоа тоа го требам насредам. Okay. Јас сум припадник на културолошката доктрина. Викам вака. Сите ние избираме со која култура ќе се идентификуваме. Така е. Ние македонците сме избрали да се идентификуваме со македонската култура, и политиколошки, и генеалошки, и биолошки, сите типови на или подтипови на теории на потекот на народите и нациите, културолошката за мене е најблиска, јас викам да, јас се идентификувам со македонската култура. Ама таа е најстара на Балканов. Ако де? Што да правиме? Таа е, таква е. Така е. Јас сум ја избрал неа. Јас не се идентификувам со бугарското дуло и бугаризмот. Ја не го понижувам. Да, не се идентификуваш едноставно. Хановите бугарски, семејството Дуло, Кумровата, таа хунската династија на Крум, Аспарух, компанија, Омурта, така натаму. Телерик, Токту. Тоа е многу сериозна Тервел и компанија. Да бе, како Таа е не. многу сериозна династија. Точно. Со
огромна империја низ Големи Азија. војни со големи успеси. Со стотици години семејства, Точно. со чуда, Така е. си имали свое писмо луѓето. Да не се И лажеме. свој јазик различен Да не од... се лажеме. Наум Охридски ги претепе му го скина писмото. Затоа беше во Плиска. Значи, Наум Охридски е директен чинител. Климент заминал моце порано. Директен чинител во задушување на бунтот на бугарите. Владимир Расте, синот на хан Борис, се побунува, станува млад хан и се побунува, вика, бе, кој овој Климент и Наум ќе ми кажува да мене христијанство, ќе ми кажува мене кирилици, глаголици. Јас си го сакам од дедо ми писмото, јас си ја сакам верата од дедо ми, таа азијатската. И прави бунт, дечко. Тогашната цивилизација македонска му го задушува бунтот, насила, го враќа татко му манастир, усрамен, пошто го сменали името него, од Борис станал Михаил. Го враќа да го води бунтот против син му, ги убиваат комплетно сите, целата таа династија, аристократијата бугарска, кои си осакале своето, му наметнуваат христијанство. Боилите, како ги викани, или... Бољари. Бољари. Му ја сменуваат престолнината од Плиска во Преслав, ја палат Плиска, ги палат сите храмови нивни бугарски и создаваат сосема поинаква култура. И доаѓа на власт после брат му Симеон. Ој Владимир го слепиле и го фрлиле в канта. И се истата та Бугарија ми тврди дека Кирил и Методи се бугари, дека Климент и Наум се бугари, а овие фактички го уништуваат автентичниот бугаризам. Тоа што тие тврдат, значи јас не се идентификувам со идентитетот на Владимир Расте. Се согласувам. Не го мразам тој дечкото некој си Владимир Расте. Точно. Никој не мразам. Ама никој... Ниту ни некој си илирски крал таму мразам. Но Теута. Се љутам кој ќе на мене ќе ми забраниш да се идентификувам со моја култура и моја цивилизација. Се лутам да очекуваш од мене да те почитувам, да те сакам, да те уважувам, дури да ти давам место до мене во мојата Македонија, а ти да мокриш врз мене, да ме плукаш, да ме навредуваш и да го споруваш моето место во мојата Македонија. Се лутам. Многу сериозно. И тоа не можам да го прифатам. Тоа е тоа што се обидувам да го објаснам на луѓето, дека ние имаме право на самоодбрана. И оваа емисија денес, така ја сваќам, како самоодбранбен механизам на македонците. Ова не напаѓа никого. Ние се браниме од нападите, кои во моментов зачестија, зошто бидејќи заико го сим на гардот. И национален, и етнички, но за жал и државен. И институционален. Уште 5-6 минути. И додобме во состојбо која сме. Уште 5-6 минути за наследникот на Зајко и наследникот на Никола Димитров. Односно, Димитар Ковачевски, Бујар Османи, прва борбена одбранбена линија, бедемот на македонските национални интереси, чуварите на пламенот на македонизмот, заедно со Бојан Маричич и Артан Груби се разбира. 5-6 минути, како мислиш дека ќе изгледа нивната иднина и нашата заедно со нив? По мене, јас како посакувам. Добро. Не сум видовит, добро, но како посакувам. Сакам да доживеат катастрофален пораз од македонските граѓани, во кој спаѓаме ние етничките македонци. Меѓутоа, сакам да се симнат на власт и со народен бунт. Мислам дека е време за радикализација. Не е време да чекаме избори. Мислам дека треба да пристапиме и кон порадикални чекори, бидејќи оваа ваква власт заслужува да биде симната и со народен бунт. Дополнително, тоа да биде легитимирано на избори со еден страотен пораз, десеткувани да бидат на тие избори. И мислам дека после изборите СДСМ из Меќарска треба да се прогласи за злосторничко здружение и да биде забрането како такво, како политичка партија во земјава. Во СДСМ има прекрасни луѓе, има и вредни македонци, има и луѓе од други етноси, има и честни домаќини, еснав луѓе, кои ги повикувам да се дојдат и во мојата партија. Македонски концепт е отворена за нив. Меѓутоа, за измеќарлукот,
кој сега се промовира како врвна вредност во земјава, нема место. И таа СДС измеќарска, денешна, треба дефинитивно да биде забранета како злосторничко здружение во земјава. Можам да заклучам дека не си баш импресиониран од Ковачевски и тоа што тој се сликаше со Бајден. Јас мислам дека Ковачевски, Груби, Бујар, она момчето Штипкао се викаше Благој ли? Благој, и неколку души од тие капиталните инвестиции и патишта ова она, за злоупотреба на државни средства и позиција, мислам дека би требало да одлежат отприлика секој по 20 години. А колку од судиите и обвинителите треба да одлежат затоа што не мрдаат со прст? Јас имам друго решение судиите и обвинителите. Имаш 2,5 минути, те молам. Кажи ми како би го решил правосудниот систем. Според мене судиите и обвинителите го прогласувам за умрено. Не постои такво нешто во Македонија, не постои правен систем, да не се лажеме, судство не постои. Реално не постои, да. Веќе видовме последната анкета 1%, тоа ќе не постои. Тоа би го решил јас по американскиот систем, да одиме на отворени избори. Народот да си бира суди, народот да бира обвинители. Ќе ги избираме судиите, зависно од позицијата, поголем мандат, основен со пократок мандат, апелационен, врховен и уставен судија, може би и доживотен, зависи, тоа треба да се види како е. Меѓутоа треба граѓаните, во кој ќе биде ерес мешање политички партии, граѓаните ќе си избираме, сега се ставам како граѓани. Не мислиш така дека Аплапа дуи ќе си бира своји обвинители? Аплава, и ќе се покрие позади граѓаните. Не. Само чисто гласно размислувам. Јас се мислам кој е најдобриот. Подобро да се знае дека тој судија во Тетово е избран од граѓаните, па ќе има некаков образ нешто да сработи, околку овие сега што се измеќари на партиите, назначени од мафијата. Овие се измеќари на личности. Тие барем ќе бидат измеќари на поќавуѓе. Овие се само еден човек измеќар. Тој што ги имате в трчето. Втора работа, се види дека кај нас нема интегритет, да годиме криминал. Подобро да оставиме две влади. Извршна власт и контролна власт во земјата. Извршна власт за тој што победил на избори. Да се гонат меѓу себе. Контролна на тој што изгубил. Механизмите како комисија за дискриминација, комисија за корупција, обвинителство, организиран криминал, сектор во МВР, финансиска полиција, се таму анблок да назначуваат официјално опозицијата. Официјално. Или собранието по предлог на опозиција. Така викаше и Заев, се дури не дојде време тој да оди во опозиција, па... Ве молам да не ме спорудате со тој човек навреден. Прости, чисто Јас сум Петар Бунтур, од Крушево потекло, кај бунтуровци зборот е збор. Кога дај Бунтур збор, тој не се повлекува. Да си жив и здрав. Јас не сум Муртино. Да си жив и здрав. Здрави, живи вие. Фала ти за вечерашното гостување. Благодарам на покана. Убеден сум дека беше интересно за сите кои што останаа со нас до самиот крај. Се гледаме во некоја следна прилика. Господ здраве. Фала ви и вас што останавте со нас до крајот. Ви кажав дека ќе биде интересно. До следното гледање утре по 22:30. Стандардна рецептура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци, а не верувајте на муртински трговци чиј избор има рок на трајање од 2,5 секунди. Добро ноќ, Македонијо, главата горе.